Значи, го потенцирав тоа повеќе пати, се што е под ингеренција на општина Центар ќе бидат превземени, се разбира, активности. Не може централната власт да ја третира општината како своја филијала. Неколку пати кажав, не оваа централна власт, било која централна власт. Не може да прави во општина Центар што сака, особено не може да прави позади грбот на граѓаните. Мораториумот значи дека нема да дозволиме понатаму узурпација на општината, на земјиштето. Се разбира, ќе ги видиме фискалните текови, меѓутоа мора да се даде јасен став и тоа го правиме од првиот ден. Дека повеќе нема да се продолжи со ова самоволие, затоа што не може да биде општината послушник и нема да биде, се разбира, и понатаму на она одлука што ја носи или оние одлуки што ја носат централната власт. Господин Женовски, вчера имаше и од владачката партија реакција дека инвеститорите практично можат да покренат судски процеси за стопирање на градбите од обликување па пенали да плаќаат. Можно ли е тоа да се случи? Јас не сакам да дојде до тужби, мене не ми е намерата да се плаќат пенали, меѓутоа мора некој, а добивме да ја потсетам мандатот од граѓаните за такво нешто, да застанеме, да се застане со самоволие и да видиме каква е фактичката состојба со проектот Скопје 2014. Пак ќе кажам, ревизијата мора да биде достапна до граѓаните. Мене ми е многу драго што по поразот, јасно поради веќе најавената ревизија, владата конечно одлучи после толку години барање од пресод граѓаните со еден отчет. Ревизијата ќе покаже дали е тој точен отчет, каква е фактичката состојба и така натаму, за да можат граѓаните, не ние, пак да потенцирам, не ова политичка борба помеѓу една опција и друга или не сакам ни локална власт со централна власт. Граѓаните на Центар, на Скопје и на Македонија мора да дознаат на кој начин се трошеа парите и каде отидоа нивните пари. Кој ги плати тие евентуални тужби, евентуално ако се случи? Значи јас можам обратно да ја поставам прашањето. Кој ќе ги прати? Кој ќе ги прати? Не на вас. Ја можам владата да ја прашам кој ќе ги надополни оние според нивно веќе нивна потврда 300 нешто милиони евра. Кој ќе ги прати тие? Да потсетам, тоа не се пари на некој министер, на премиер, на влада. Тие се пари на граѓаните на Република Македонија.